Добре, братче, тука сме. Капитане, застани! Бато! После лаво, после вареме, имам работа. Слушни ме, бе, барем еднаш. Не се јавам без потреба, слушни ме. Веднаш почнуваме. Не јадам, однеси го. Немаш таков избор. Ако не го изедеш ова, шефот мене ќе ми изеде. Синко, вие се стручни, нели? Се надевам не губиме време. Брат, ако има нешто, 100% го наоѓаат. Бате, да имаше нешто, ќе го најде и предходно кога нурка. Што е? Има ли нешто? Бато, долу е чисто. Колегата продолжува. Јас излегов откако го најдов ова. Донеси го да го видам. Саотот на братот. Значи шефот бил тука, бате. Штом го нема во вчерашните извадени? Братот е жив, Абдихей, жив е. Капитане, дај газ, одиме. Братче, нуркачи, бе. Цинко, децата се нуркачи, не ги оставаме на копно. На море ги оставаме, ајде. Мрачната обвинителка. Лејла Туркмен ја шокираше јавноста со фотографиите на кои е во придружба со човек со кодно име Кара. Во денови кога јавноста не знае дали Кара е жив или мртов, овие фотографии на обвинителката Лејла се доказ за неговото присуство. На здравје нека вие, не грижете се обвинителке. Новинарите се такви. Се додека не служите во нивна корист, тие ќе ве напаѓаат. Гледај си ја работата, бе. Јас си одам. На пладне нема да бидам тука. Болен ли е Кара? Да не е во постела, зошто ме пречека ти? Така сакаш, повелете.
Кара, улиците не завршуваат со одење пеш, но ако не принудуваш на пешачење, ќе заврши нашето пријателство. Нашиот муабет. Ќе заврши нашата поврзаност. Дојдовте поради агентите на ЦИА. Дојдов поради тебе, поради државата, поради народот. Полат Алемдар отиде. Државата е сама. Ваква функција не смее да остане празна. Ниту во минатото бев љубител на функции, не сум ни сега. Јас верувам, ти си човек за обврска. И сега ќе имаш обврска. Државата е како млада девојка. Ако остане сама, или ќе побегне за американски глумец, или пак за израелски богаташ. Оваа држава нема невиност. Поминале 2000 години. Државата со секоја промена на собственик станува се помлада. Добро. А кој е новиот собственик? Тоа сте ти и Мете. Како што служеа Полат и Мемати, така и вие ќе служите заедно. Доколку вие не се појавите, овие старци ќе ја предадат државата на аматери. Место да му ја дават државата на Мете, подобро да ја продадете на ЦИА, на Мосад, еве да речеме. Мете повеќе не е истиот Мете. Сега се опаметил. Вели, ако го имате Кара, ќе ми имате и мене. Мете да се опаметеше, ќе знаеше дека не само што не би соработила со него, туку дека ќе го убијам таму кај што ќе се појави. Вие служите заедно. За оваа држава го ризикувавте и животот. Повредивте, ве повредие. Ние мислевме дека е за државата. Ама тоа било само за забавата на Мете. Добро. Ве измачив, извинете. Залудно дојдовте. И да ја нападнат државата со пушки и топови, нема да соработувам со Мете. Влези. Господине, господин Изет за кој ви зборуваше господинот. Нека влезе. Повелете. За жал нема многу време. Ве слушам сега. Доколку имате некакви планови, ви препорачувам да ги откажете веднаш. Вие турците многу сакате да говорите самоуверено, но најчесто тоа е непотребно. Го имам Полат Алемдар. Мртов ли е? Жив, со месо и крв. И зошто дојдовте кај мене? Проценив дека вие ќе ја дадете најголемата сума за Полат Алемдар. Добро сте процениле. Ако е вистина она што го велите, ќе ви дадам многу повеќе од очекуваното. Не би зборувале околу лесно доколку знаевте колку очекувам. Што е она што не би можеле ние да ви го дадеме, а? Нема да ми фатат ни една цигара. Ниту едно шише алкохол, нити шекер ич. Ова ли е цената за Полат Алемдара? Има уште нешто. Сите освен мене ќе бидат фатени со цигари, со алкохол и со шекер ќе бидат фатени. Особено организацијата. Ти донеси го Полат Алемдар. А покрај сето ова, ќе ти го дадам и рајот тебе. Надежта последна умира. Благодарам. Благодарам што дојдовте. Добре дојдени сте. Ме расположивте. Омер Ефенди, вие секогаш не расположувате.
Ви благодарам. И на вас. Господине Омер, Повели, мила. зашто дојдоа овие? За да ни дадат подршка, за да ја споделат нашата болка. Ова не е куќа за помен. Мојот син се уште не умре. Да не останеме повеќе, да се одиме, Омер Ефенди. Ви благодарам што дојдовте. Ние ви благодариме. Вие не мачете се, не оставајте ја госпоѓа Назифе сама, ние ќе се одиме. Жено, не значи дека ако сме повредени, треба да ги повредуваме и нашите блиски. Оваа куќа не е за помен. Мојот син се уште не умре. Не умре Полат. Добре, деде Лила. За момент поверував во твојата искреност. Ако мислиш на весникот, тоа нема ништо со мене. А како може да го пише тоа без твоја дозвола? Порано нема храброст за ова, но повеќе весникот не е под наша контрола. За се имаш изговора? Ова не е изговор, Лила. Татко ми ја предаде контролата на весникот за да ме заштити. Ниту јас, ниту пак тој повеќе не може да биде влијателен. Има некоја вест за Полат? Зашто зборувате? Не, тато. Не, тато. Зборуваме